Ова е рочиште за објава, со оглед дека ги нема обвинетите. Судот ќе ја соопшти само одлуката, посоветувањето и гласањето. Значи, во името на граѓаните на Република Северна Македонија, ја донеси јавно објави следната пресуда. Обвинетиот Игор Јанушев со генерали како во обвинителниот акт и на записник за главна расправа виновен е за тоа што во временскиот период од 15.2.2010 година до 17.3.2010 година во Скопје осудениот Милија Јанакиевски како службено лице министер за транспорт и врски, осудената Снежана Филиповска-Павлеска како службено лице, председател на Комисијата за спроведување на јавни набавки, обвинетиот Игор Јанушев и осудената Јулијана Јанкуловска-Атанасова како службени лица, членови на Комисијата за спроведување на јавната набавка за адвокатни автобуси за ЕСП на град Скопје, формирана од Министерството за транспорт и врски со искористување на своите службени положби и овластувања, при вршење на јавни набавки како со извршители, постапувајќи спротивно на член 2, член 47, член 140, член 155 и член 169 од Законот за јавни набавки за економскиот оператор Јутонг, од Кина прибавиле корист што се состои од незаконско повластување, фаворизирање и исклучување на договор за набавка на 202 новопроизведени двокатни автобузи на начин што постапувајќи по објавен оглас број 81/2009 од 21.12.2009 година за набавка на 202 новопроизведени двокатни автобузи, од кои 200 автобузи од затворен тип и 2 автобузи од отворен тип, по кои понуди доставиле економските оператори Јутонг од Кина и Кинг Лонг од Бугарија, осудената Снежана Филиповска-Павлеска како председател, обвинетиот Игор Јанушев и осудената Јулијана Јанкуловска-Атанасова како членови на комисијата во договор со обвинетиот со осудениот Милија Јанакиевски како министер за транспорт и врски на ден 15.2.2010 година при отварање и разгледувањето на понудите постапиле спротивно на член 2 од Законот за јавни набавки и го фаворизирале економскиот оператор Јутонг од Кина со тоа што иако до денот на отварањето на понудите економскиот оператор Јутонг спротивно на одредбите од член 47 од Законот за јавни набавки заедно со понудата не доставил гаранција на понудата во затворен плик и оригинална форма, туку гаранцијата издадена од Охридска банка АД Скопје која не поседувала Б кредитен рейтинг, што представувала услов во тендерската документација, ја доставил во плик со општите документи и кон понудата економскиот оператор Јутонг не доставил сертификат со квалитет ISO 9001-2000, како што се барало согласно тендерската документација, туку доставил сертификат ISO TC 16999/2002, пошто како комисија за спроведување на јавната набавка не ја отфрлиле понудата и продолжиле со постапката, при што спротивно на член 140 од Законот за јавни набавки, иако не станува збор за документ со кој се докажува способноста на економскиот оператор, туку елемент кој е нужен за комплетност на понудата, примеле и како валидна ја прифатиле копијата од банкарската гаранција со број МТ 760, издадена од Societe Generale со SWIFT SOG FRPP од 9.2.2010 година, која била доставена после рокот за доставување на понуди на ден 22.2.2010 година, иако како комисија не поварале мислење од надлежна институција во однос на доставениот сертификат од кинескиот оператор, без образложение го прифатиле како соодветен, пошто на ден 25.2.2010 година ги евалуирале двете доставени понуди, па откако ја исклучиле понудата на економскиот оператор Кинг Лонг од Бугарија, поради тоа што истата не освоила најмалку 70% од вкупните 30 бодови за субјективниот елемент дизајн, иако истата била за 2.993.773.226 денари или за 4.772.920 евра,
поевтина од понудата на Јутонг, ја избрале понудата на економскиот оператор Јутонг како најповолна понуда и предложиле склучување на договор со економскиот оператор Јутонг од Кина, пошто осудениот Милијан Киевски, иако знаел дека критериумот економски најповолна понуда се состои од цена и техничко-функционални карактеристики со дизајн како крајно субјективен елемент, што е спротивно на член 161 од Закон за јавни набавки, и знаел дека економскиот оператор Јутонг во благовремен рок нема доставена банкарска гаранција со Б кредитен рейтинг и сертификат за квалитет ИСО, како што се барало во тендерската документација, иако бил должен да ја поништи постапката за јавна набавка поради битни пропусти во истата, спротивно на член 169 од Закон за јавни набавки, не го сторил тоа и на ден 1.3.2010 година долно решение за избор на најповолна понуда број 46-48/13, а на ден 14.4.2010 година случил договор број 46-48/17 за купопродажба на новопроизведени автобуси со Јутонг од Кина на износ од 35.425.410 денари. Со преземените действија, обвинетиот Игор Јанушев го сторил кривичното дело злоупотреба на службена положба и властување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 22 од КЗ, па согласно претходно цитираните законски одредби и одредбите од член 1, 4, 7, 32, 33, 34, 39, 40, 47, 48, 48а и 50 од КЗ, судот на обвинетиот му изрекува алтернативна мерка условна осуда, така што му утврдува казна затвор во трајање од 2 години и истовремено пределува дека казната затвор нема да се изврши доколку обвинетиот во рок од 5 години од правосилност на пресудата да не стори ново кривично дело. Трошоците и паушалот подетално ќе бидат елаборирани и опишани во писмениот отправок на пресудата. Толку за објавата. Благодарам.